Во документ насловен Македонски манифест, трите столба на македонската државност и национална посебност за првпат во историјата заедно апелираат во обидот да се почнат преговори со Европската Унија, да се почитува вистината, правото и волјата на македонскиот народ. Македонската академија на науките и уметностите, Македонската православна црква Охридска архиепископија и Универзитетот Свети Кирил и Методи ги повикуваат и ги охрабруваат председателот на државава, председателот на собранието и председателот на владата, преговорите да се водат на рамноправна и принципиелна основа и со почитување на достоинството на македонскиот народ, да се почитува автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Да се почитуваат безрезервно сознанијата на македонските општествени, хуманистички и културолошки науки во врска со автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Да се уважуваат не само објективните факти и научната аргументација, туку и комплексната интерпретација на историските факти, настани и личности. Во меморандумот јасно е истакнато дека македонскиот јазик и неговите дијалектни разновидности постојат и надвор од границата на денешна Македонија и обстојувале со векови. Македонскиот идентитет го црпи својот легитимитет од повеќе вековни традиции, обичаи и колективна меморија. Првите луѓе на трите институции категорично апелираат да се почитува безусловно, слободно изразената волја на македонскиот народ, неговата етничка и духовна посебност. Подписници на меморандумот се председателот на МАНУ, академик Љупчо Коцарев, архиепископот Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима господин Стефан и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје професор доктор Никола Јанкуловски. Во периодот кога целиот фокус е на европската иднина, легитимните представници изразија загриженост за исходот од настаните, поврзани со евроинтеграцијата на нашата држава, условени од апсурдните барања на Република Бугарија.